Постигнување мултикултурно, праведно и рамноправно општество на еднакви граѓани и еднакви заедници, а во согласно со Уставот на Република Македонија. Регионално поврзување и интеграција, промовирање и застапување на политичкиот модел за интеграција на ромите во Македонија, како пример за регионот, а во контекст на исполнување на обврските и стандардите на патот кон Европската Унија и поголема соработка и одговорност во спроведувањето на заедничките обврски и активности при исполнување на европските стандарди и интеграција на ромите во Македонија. Ова се само дел од стратешките цели и интереси на ромите во Македонија, а кои произлегуваат од страна на иницијативата за единство и заложба на ромите. Акив Кариман, председател на граѓанското здружение Рома Нова Вази, вели дека оваа декларација е од историска важност за ромите и дека истата е кулминација на процес во кој за неполн месец ги дефинирале заедничките приоритети. По нејзиното донесување, појаснува Кариман, ќе се залагаат за нејзино остварување. Декларацијата е повеќе политички документ во кој што се опфатени три главни цели со неколку подцели. Главните цели се постигнување на мултикултурно, праведно и рамноправно општество на еднакви граѓани и еднакви заедници во согласно со Уставот на Република Македонија. Ова подразбира правилно и целосно спроведување на принципот на мултиетничност согласно Уставот на Република Македонија. Че зборуваме за вистинска мултиетничка држава со зајакнати индивидуи и заедници, проследено со политичка култура во јавниот државен и општествен дискурс, кај што се води грижа за сите граѓани. Потоа, ова исто така подразбира праведна, целосна и правична застапеност на ромската заедница согласно Охридскиот рамковен договор во сите нивоа на власта на национално и локално ниво на територијата на Република Македонија. Се залагаме за вистинско инклузивно образование базирано на вредностите на мултикултурното општество, кое што претходно го напоменав. Другите две цели се околу напредокот на Македонија, регионално поврзување и интеграција, односно промовирање и застапување на политичкиот модел на интеграција на ромите во Република Македонија како пример за регионот во контекст на исполнувањето на обврските и стандардите на патот кон Европската Унија и поголема соработка и одговорност во спроведување на заеднички обврски активности при исполнувањето на европските стандарди и интеграцијата на ромите во Република Македонија. Ваквата декларација нема за цел да ја замени веќе постоечката стратегија за ромите која е за период до 2020 година, појаснува Елвис Шакири, кој е исто така дел од креаторите на декларацијата за стратешки интереси на ромите во Македонија. Шакири вели дека преку оваа декларација ќе се залагаат за инклузивно образование базирано на, како што вели, вредностите на мултикултурното општество, како и постигнување на еднаквост при употреба на мајчиниот јазик на немнозинските заедници каде што се над 20% во општините каде што живеат. Се работи, ние имаме дополнителен еден документ кој што во последниот период сите актери, сите овие 7-8 групи со кои што работевме, излегоа со своји стратешки приоритети во нивното поле на делување, а оваа платформа го представуваме како политички документ кој што не обединува сите нас во исполнување на она за кое што се имаме договорено. Значи, ќе повторам за да нема забуна во јавноста, овој документ кој што сите ние го имаме креирано нема за цел да ја фрли во сенка стратегијата за роми која што се имплементира во Република Македонија. Ова е документ за кој што ние сите роми во Република Македонија седнавме и се заложивме за национално единство, да седнеме и да се залагаме во исполнување на сето она што веќе е договорено. Овој документ излегува надвор од стратегијата, односно надвор од оние 4 домени во кои што делува стратегијата, тоа е образование, домување, вработување и здравство, значи надвор, значи немаме никаква допирна точка со тоа. Со овој документ ние сакаме само да направиме една национална заложба. Во овој документ главен приоритет ни е употребата на мајчиниот јазик, односно сакаме дополнителна настава, односно факултативна настава на ромски јазик во општините каде што живее ромското население и исто така исполнување на
правичната застапеност во јавна администрација. Оваа декларација е од огромна важност за ромската заедница, вели Силхан Саитов од Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас. Преку оваа иницијатива, појаснува Саитов, ќе се направи иницијален поттик и актуализација на прашањата за кои креаторите на главните документи треба да ги земат со посериозен пристап при нивна имплементација, а за подобрување на ромската заедница во Македонија. Бидејќи, како што вели Саитов, потребна е поголема соработка и одговорност во спроведувањето на заедничките обврски и активности при исполнувањето на европските стандарди и интеграција на ромите во Македонија. За мене лично оваа декларација и иницијатива за заложби единство е многу важен момент во овој период за оваа генерација. Нешто што во овој момент го користиме како наследство од претходните генерации и нешто за кое што имаме должност и одговорност да го пренесеме, да го напредиме и да оставиме подобро наследство на идните генерации. Оваа иницијатива за заложби единство е многу важна иницијатива, поради тоа што скоро сите чинители на ромската заедница се согласни околу тоа дека не достига тоа единство, таа солидарност и тоа борење за повисоки цели, за стратешки интереси на ромската заедница, и затоа овој процес опфати нивно учество во процесот на целовкупното креирање на некои стратешки интереси, стратешки цели за кои што ќе се погрижиме, одговорноста ќе биде на сите чинители на ромската заедница, да тој стратешки документ, политички документ, да биде водилка која што ќе даде фокус на интересите на ромската заедница. Инаку, верувам дека со овој документ ќе се направи на иницијален момент да се смени контекстот и аспектот на гледање на прашањата за ромската заедница. Веруваме дека овој документ ќе направи една актуализација дека за ромската заедница има и многу политички прашања за кои што државата и другите чинители на ова општество треба да обрнат внимание, да дадат време, да посветат во своите агенди, а не само да се главно даде приоритетност и фокус на социоекономските проблеми на ромската заедница. Генерално, за мене ова е еден голем чекор, една голема иницијативност и одговорност на оваа помлада генерација која што ја зема одговорноста во своји раце, но после тоа, од тој момент па натаму, одговорноста за спроведувањето, почитувањето и афирмирањето на овој документ е од сите страни, од сите чилители, и одговорноста за нивното спроведување ја имаме сите, цела ромска заедница. Верувам дека предизвици ќе има, меѓутоа дека во овој документ гледаме нешто што ќе ги промовира ромските заеднички интереси. Не е идеално, се додека не сме единствени во остварувањето на поставените цели за кои што се дискутира. Контекстот е динамичен и променлив, а додека јавно поставените цели се откриени позиции во даден временски интервал на вклучените страни што може да влијаат и да го менуваат контекстот во кој се действува, велат креаторите на декларацијата. Оваа иницијатива ја предводат 3 граѓански организации: Рома Верзитас, Рома Литико и Рома Нова Бази, како што верифираат и самите иницијатори. На ваквите стратешки определби и цели претходело низа активности, фокус групи и неформални средби во кои биле вклучени голем број на политичари, представници на граѓанскиот сектор, бизнисмени, лингвисти, историчари, студенти и алумни, како и вработени во јавната администрација и ромската заедница, обединувајќи се за единство во остварувањето на овие стратешки цели и интереси на ромскиот народ во Македонија.